Здраво овне, добро дојдовте повторно во Гол Тарот МК. Ќе читаме тарот пораки за октомври, за вас овните и што веќе сте дошла тука на ова видео, најверојатно некој, ако не и повеќето пораки се токму за вас. Да видиме што носи октомври. За многу овни, ова е месец каде што вие се обидувате да убедите некого во нешто. Сега што, како, тоа вие знаете и за секого ќе биде различно. Некој од вас се обидувате да го убедите партнерот да ве послуша. Сакате нешто да направите, може би е поврзано со купување на нешто, некаква одлука, треба да се донесе дали нешто да се купи, дали да се настапи некако, меѓутоа вие имате донесена одлуката, партнерот не се согласува. Така да, главната тема е убедување. Вие постојано се обидувате да го убедите да ве послуша. Мислите дека сте донеле права одлука, меѓутоа супругот, партнерот не се согласува и да, за некој ќе биде партнер, сопруг, сопруга, но за некој од вас пак може тоа да биде и во работата, на работното место, во средината, семејството, поширокото семејство. Може би на работа се обидувате некого да убедите нешто, да се направи нешто како што вие сметате дека е подобро и попаметно. Може би со бизнис партнерот, со шефот, со колегата, со било кој. Одно што сакам да ви кажам е дека главната тема е убедување. Се обидувате да убедите некого да ве послуша. Тешко ќе оди, тоа морам да кажам, затоа што едноставно не се согласуваат со вас овој месец. Во вашите одлуки другите не се согласуваат и тоа тешко ќе ви оди. Вие ќе не се откажувате, нема да се откажете, ќе убедувате се додека можете. За некој овни пак ова е обратно, можеби вие сте тие кои тврдоглаво ќе размислувате и тешко ќе ви биде да донесете некаква одлука. Без разлика за што останува збор во вашиот живот моментално во октомври, едноставно многу тешко ќе ви биде да донесете одлука. Некој пак и многу тешко ќе ви биде да потрошите пари на нешто. Тоа е таа прва порака околу првата карта. И сега другата карта за вас овните месец октомври ме кажува дека вие оде вака по некаква причина ќе се надпреварувате за нешто. Не мора тоа да значи дека се работи за класичен надпревар, каде што вие се такмичите нешто да освоите. Меѓутоа, вие сте доведени во ситуација да се докажете дека сте подобри, поспособни, помудри, поумни, побави. Зошто не знам, вие знаете или пак другата страна знае најдобро зошто, затоа што ова ви е наметнато, вие сами не сте одлучили да влезете во овој надпревар, некаков надпревар проводници, каде што мора да се докажувате, меѓутоа другата страна која се обидува да се надпреварува со вас, сака да ве стави во ситуација да се чувствувате дека помалку сте вредни, помалку способни, помалку згодни, се може да бидат и вие се знаете, меѓутоа ве ставиле во таква ситуација и сега вие тоа нема да го дозволите и се надпреварувате. Може би кај некој од вас па и не сакате, но морате, за да докажете дека не сте ни помалку вредни, ни помалку способни, ни помалку талентирани за нешто. Оно единствено што ви пречи во овој надпревар е тоа дека каква страна да изберете, дали да изберете да бидете лоши или да изберете да бидете добри, да им покажете на кој начин вие ќе го покажете тоа е дилемата. Дали да преземете некакви чекори кои не се толку добри, доблесни, или пак да преземете нешто толку добро и на толку убав начин да им докажете и покажете на сите, односно на тие кои се надпреваруваат со вас. Кои сте и што сте. Во секој случај веќе го постигнете тоа што го сакате, но
Тоа е таа дилема, каков метод да изберете. За многу од вас ова се ситуации каде што вие се припремате за нешто можеби треба да пласирате негде нешто, дали е тоа говор некој, дали е тоа некој проект на кој сте работели, сега треба да го пласирате, можеби производ, за се може да станува збор, тоа вие индивидуално си го знаете, но вие се подготвувате, можеби само спремате испит, дипломска нешто, магистратура, докторат, што и да, вие знаете, но се подготвувате како тоа да го завршите на еден совршен начин. Следна карта која се појави за вас во октомври, тоа е исполнување на желби, ова е остварување на соништа, ова е постигнување на големи цели. И како тоа да го интерпретираме за вас овне во октомври, јас можам да ви кажам само дека нешто кое моментално многу го посакувате ќе се случи. Желбата, најголема желба која имате моментално ќе се оствари. Некои цели, некои соништа, тие ќе се случат сега во октомври. Вие ќе бидете победник во оваа ситуација и сега јас мислам и чувствувам дека во ова сте биле сами, можеби на нешто сте работеле, нешто сте се обидувале да си остварите, да си приуштите, да си донесете, да си и сами, без помош, без никаква помош од никого, или се работи за помош, или пак се работи за учество од некој. Можеби никакво учество нема никој во ова, можеби едноставно не засега никој друг во вашиот живот, освен вас самите, но ова е ваша победа, буквално победа ваша ќе биде. Ќе застанете над сите препреки до сега што сте ги имале, сами сте се избориле и конечно ќе видите светлината на денот. Можеби беше многу тешко, за некој од вас беше и многу тешко додека се постигнува, меѓутоа вие конечно го постигнувате, а за некој пак не беше тешко, едноставно се случи она што најмногу го посакувавте. Следната порака што имам овде за вас овнете и дека има ситуација која можеби е поврзана со ова претходно, не можам да кажам не, можеби не е, но можеби е поврзана. Нешто ќе се случи како со некоја магија, некоја работа ќе ви се случи. Можеби имало ситуација во вашиот живот каде што требало нешто да направите, да изведете, да завршите, вие знаете што е, и сите очи биле вперени во вас. Се очекувало како вие ќе го изведете сето ова, вие не сте знаеле како, буквално не сте имале представа како ќе го направите, се чувствувале дури и вознемиреност, како анксиозност заради тоа што сите очи се вперени во вас. Толкувајте го како што мислите дека е најдобро во вашиот живот и во вашата ситуација, затоа што сите очи вперени, можеби едноставно така оддалеку ве гледаат или потајно луѓето посматраат како ќе излезете на крај со оваа ситуација. Не мора да значи дека буквално ве гледаат, што и не го отфрламе, нели, може пак нешто правите и сите околу вас ве гледаат како го работите тоа и очекуваат како ќе завршите. Затоа и вие чувствувате ова некоја нелагодност дека сите ве гледаат кога го правите тоа. Но сакам да ви кажам дека како по некоја магија ова ќе се случи, ни вие ни самите нема да знаете од каде и како успеавте ова да го завршите. Како буквално имајте го на ум овој збор овој месец, како по некоја магија ќе се случат некои работи овој месец за вас. Нешто толку добро ќе се заврши што ќе останете чудо невидени. И последната порака за вас овнета која имам за овој месец е дека вие како по некоја магија ќе успеете да расчистите многу нешта кои ви преча и ви смета во животот.
Зашто конкретно се работи, тоа си знаете сите индивидуално вие, меѓутоа се работи за нешто каде што никако не сте можеле да направите нешто. Толку многу пречки, толку многу ограничувања во оваа работа имавте што едноставно невозможно беше да се направи. Дури во некој момент вие се чувствувавте дека ова ништо од ова нема да биде, ништо нема да се случи. Пропаднато е се. Така, буквално така се чувствувавте како да е крај на светот во однос само на таа работа што ве окупираше, што ја правевте, што ви се случуваше. Може да биде од секоја поле во животот, во љубовта, во домот, семејството, работата, се може да биде. Вие знаете, но вие најдобро знаете зашто имавте најмногу пречки. Значи, ова беа неверојатни пречки. На секој чекор пречка. Сега, сакам да ви кажам дека дојде времето, во октомври дојде времето каде вие ги расчистувате сите пречки, буквално сите пречки. Како со некој меч расчистувате се што е пред вас. Може би нема ни да имате милост овој пат, ќе тргнете се што ви смета на патот и конечно ќе земате оддишка и конечно ова за вас ќе биде добро. Сметајте на тоа дека октомври е месец каде што вие ги расчистувате сите пречки кои премногу ве оптеретува. Јас за вас увните за месец октомври имам впечаток дека доаѓа денови на оддишка. До сега не сте биле така и лабави, не сте биле опуштени, сте имале многу недоразбирања, пречки. Како што споменав и на почетокот, нешто се убедувате со некого да се донесе некаква одлука, нешто се надпреварувате со некого, некакви пречки расчистувате, постојано сте во некакви такви ситуации, не толку лесни, едноставни, но она што сакам да ви го принесам за октомври е дека сериозно треба да почнувате да размислувате дека доаѓа крај на таквите проблеми, ситни, покрупни какви да се во вашиот живот, но сериозно доаѓа крај. Конечно, во октомври ќе бидете многу посрекни, многу позадоволни и многу полесно ќе одат работите. Најверојатно на крајот ќе успеете да убедите некого во тоа да ве послуша вас, секако ќе доживеете срекни моменти, ќе доживеете моменти на победа и се на се многу добар месец за вас овните. Ви благодарам што бевте тука, се гледаме во следната видео. Чао!